Поштивни љубители на футсалот, на популарниот мал фудбал, добро вечер, се јавуваме од селата Форца, каде што домаќинот Железарец ја пречекува екипата на се Универзитетот Тетово во рамките на 11-тото коло од првата македонска футсал лига. Додека траат овие формалности на почетокот на надпреварот, јас да ви ги соопштам составите на екипите. Екипата на Железарец ќе настапи во состав број 1 Петровски Антонио, број 2 Левески Зоран, број 6 Глигоров Александар, број 9 Ранготов Дарко и број 11 Тодоровски Мартин, број 15 Муслиов Ресуј, број 19 Тудовлиев Илчо, број 3 Исмаили Таулан, број 4 Крстовски Иван, број 6 Левовски Игор, број 7 Маринјо де Сеуза Даниел, број 8 Агуши Ферит, број 12 Урошевски Филип и број 13 Јавашев Николче. Капитен на екипата е Левески Зоран, а тренер Божович Иван. Екипата на Тетово на Северни универзитет настапи во состав број 12 Абдулахи Бесер, број 8 Сулеймани Бесник, број 9 Рамадани Самир, број 10 Каремани Куштрим, број 14 Сека Исмет, број 1 Новески Стефан, број 4 Халити Меритон, број 5 Јусуфи Исмаил, број 6 Имери Ислам, број 7 Бекири Лјавдрим и број 11 Зейнели Фадлан. Капитен на екипата е со број 9 фудбалерот Рамадани Семир. И еве надпреварот почна, додека траат оние почетни минути на испитување на стилите, како што вообичаено имаме навика ние репортерите да кажеме. Да ви кажам само уште дека надпреварот ќе го водат судиите Стеновски Тони и Димитриевич Дејан, двајцата од Скопје. Капитен, се извинувам, делегат на средбата е Манчич Мирослав од Кумано. Се игра првата минута од надпреварот. За сега нема ништо ново, 45 секунда, се уште е 0:0, велам се уште заради тоа што на почетокот на оној надпревар кој што се одигра во Тетово, кој што Железарец го доби со 11:1, гол падна уште во првата минута и затоа велам сега притиска Железарец, меѓутоа голови се уште нема. Сега обид на Дарко Ранготов од 10 метри и останува 0:0. Во напад е екипата на Северни универзитет Сулеймани. Кон топката е со број 10 Каримани, меѓутоа Левески не дозволи изненадување, топката излезе во аут. Очигледно дека искуството е на страната на шампионот, кој во првите еве шанса на топката натрча Дарко Ранготов по проигрување на Александар Глигоров, меѓутоа не успеа да дојде до неја, останува 0:0 и тоа ќе биде само корнер за екипата на Железарец. Ќе го изведе Глигоров. Еве го Мартин Тодоровски и враќа до Ранготов. Ранготов на средината на теренот крива поглед, гледа кому да ја додаде топката, тоа е Глигоров. Глигоров до Левески, Левески на средината страна кај Тодоровски, дали ќе пројде сам или ќе проигра некако. Останува да видиме, еве го Левески повторно до Ранготов. Високо стојат фудбалерите на Универзитет. Аут. Тодоровски удар веќе тоа блокиран од Каримани. Нов аут за Железарец. Мартин Тодоровски ќе го изведе, инаку кога сме кај фудбалер, само да видиме ништо, се тоа само гол аут. Кога го споменав Мартин Тодоровски, да кажам дека во изборот на Фудбалската федерација на Македонија, Мартин Тодоровски избран за најдобар фудбалер во футсал, се разбира, на државата, во нашата прва и втора лига. За најдобар тренер, кога сме веќе кој тај да довршам, е Иван Божевич од Железарец,
а собственикот Васко Скендеровски, само да погледнеме, лош прием на Глигоров и топката излезе во гол-аут. А посебно признание за развој на футсалот во Македонија и за водство на репрезентацијата доби собственикот на Железарец Васко Скендеровски. Околу 50 на гледачи на овој надпревар. Очигледно е дека ракометното првенство на Европа го чини своето. Во моментов кога ја снимаме оваа следба, играат репрезентациите на Германија и Русија, а и квалитетот на екипите е сосема различит, така да оние љубители на футсалот, само момент да видиме што ќе се случи сега во извонредна прилика. Беше Зоран Левецки проигран од Тодоров, сега во против напад Универзитет. Меѓутоа греши со број 14, тоа беше Цека, топката повторно Цека. Левецки. Грешка на фудбалерите на Железарец, аут ќе биде тоа за Универзитет. Цека, ја губи Цека топката од Ранготов, води Ранготов сам, меѓутоа блокирање од Сулемани. Аут ќе биде тоа за Железарец. Сега гледам во игра се подготвуваат да влезат Иван Крстевски и Дани, бразилецот Даниел де Соуза и Фери Тагуши, значи комплетна нова поставка заедно со Таулант Исмаили, така што да видиме дали оваа побрза варијанта ќе биде поуспешна. Ево Дани, Крстевски, Дани, удар на Дани, меѓутоа блокиран од Цека. Повторно вратена топка беше од Исмаили, меѓутоа судиите виделе дека топката е во гол-аут и да судија топка за голманот. Канимани. Интервенираше Антонио Петковски. Аут ќе биде тоа за Тетовчани. Цека. Гледаме Дани, Цека, Сулеймани, Каримани. Не успеа Цека да ја прифати топката, меѓутоа повторно и таа им припаѓа на Тетовчани. Борбени се гостите, меѓутоа за сега без некоја посериозна шанса. Повеќе игра има на средината на теренот околу пред головите. Единствената изразита шанса ја имаше Зоран Левецки, меѓутоа не успеа да реализира. Цека. Се уште Цека оди сам до Каримани, удар, меѓутоа тоа беше Рамадани. Самир блокиран неговиот удар и корнер ќе биде тоа за Тетовчани, ќе го изведе со број 14 Цека Исмет. Агуши до Исмаили. Исмаили сакаше повторно да го проигра, сега против напад преку Цека. Цека се ослободува од Таулант Исмаили, меѓутоа ја губи од топката од Соуза, сега против напад на домашните. Еве го Исмаили, ќе има ли удар? Не, сепак блокирање од проблемот со број 10 Каримани. Куштрим, топката излезе во аут за екипата на Се Универзитет. Цека напамет колку да ја испрели топката од Петровски до Фери Тагуши, овој до Дани. Дани гледа кому би ја дала топката непрецизна до Иван Крстевски. Растрчани се за сега гостите, нормално играњето против Железарец представува само по себе предизвик и ако екипите се дефинитивно послаби, сепак се обида да дадат многу повеќе од тоа што може за да изведат поволен резултат. За сега во оваа 6-та минута им успева на гостите, меѓутоа до кога тоа ќе трае останува да видиме. Може би прејудицирам некои работи, меѓутоа квалитетот е дефинитивно на страната на Железарец. Дани
греши Дани, сакаше го проигра Исмаили, меѓутоа аут ќе биде тоа само за неговата екипа. Дани ќе го проигра Исмаили поведува, гледа кому да ја даде оваа топка. Да не го ја гуши овој на спротивната страна до Дани, Дани стиде сам, еве удар на Дани и одлична интервенција на голманот Абдул Рамани. Исмаили, удар на Исмаили, блокирање тој удар, повторно Исмаили, Крстешки, Исмаили, Дани си поигрува со своите противници, повторно Дани и повторно ја освои оваа топка до Ферит Агуши, сам беше Крстешки, Агуши не го виде и оваа шанса пропадна, а сега Цека е во борба со Агуши и со Крстешки, успеа да ги мине, меѓутоа Дани се испречи тука, се против напад 2:1, дали ќе има нешто посериозно, Исмаили стигна да блокира, останува 0:0. Прекрасна шанса беше ова за фудбалерот со број 4, тоа е Халили Меритон, меѓутоа шутираше крај голот и оваа шанса пропадна. Веќе се наредија 2-3 шанси на двете страни, станува повозбудлив овој надпревар. Да видиме како ќе одговори Железарец. Тодоровски, Ранготов, удар на Ранготов, меѓутоа одлична одбрана на голманот на Сеј универзитет. Од се ова ќе биде само аут за екипата на Железарец, ќе го изведе Тодоровски. Ранготов бара топка, ја добива меѓутоа далеко е за удар. Александар Глигоров не успеа да ја прифати, назад му беше додадена. А сега еден обид, малку нелогичен на Рамадан и Самир. Петровски без посериозна интервенција во напад Железарец. Нов напад за универзитет. Рамадани успеа да изведе аут, успеа да извади аут за својата екипа во дуелот со Глигоров. Левески ја освои оваа топка. Оди Левески, меѓутоа тука беше Халили. Ја изфрли топката во корнер. Ќе го изведе Зоран Левески, кому ќе ја даде топката. Тодоровски греши, лошо изведен аут, меѓутоа играше со рака Рамадани, очигледно беше, не знам зашто протестираат гостите кога беше очигледно дека Рамадан играше со рака, а се жали на повреда капитенот на домаќините Зоран Левески. Да веруваме дека се ќе биде со Левески во ред. Сепак тој е надвор од тернот, на негово место е Левески. Сега имаше туркање обострано на Петровски и Цека, меѓутоа судиите не досудија ништо, бидејќи имаше туркање од Петровски, меѓутоа претходно имаше туркање и од Халили. Така да најдоа соломонско решение, стави играта, продолжи, а сега Дарко Ранготов од 10 метри во небранетиот агол на голманот Абдулахи беше немоќен и во оваа 9-та минута, на истекот веќе на 9-та минута, Железарец води со 1:0.
на семафорот не се менува ништо, дали претходно било нешто досудено или доцни мерачот на време, не знам, меѓутоа се уште стои 0-0, ќе ми простите, почитувани гледачи, гол беше постигнат, веќе и си честитаа домаќините, меѓутоа на семафорот стои се уште 0-0, не знам зашто, веројатно ќе дознаеме во текот на овој натпревар, а нов притисак беше тоа на фудбалерите на Железарец. Еве, шанса за Ранготов, нова колку што треба, ја мрдна топката фудбалерот со број 4 Халили и го спречи Ранготов да испрати волеј. Еве сега Тодоровски победува до Леовски, Глигоров. Повторно Тодоровски, прекрасно до Леовски, меѓутоа Леовски неконтролирано останува 0-0. Играта продолжува, тајм-аутот заврши, еве дојде и исправка од запечничката маса, сепак Ранготов постигна гол, 1-0 е за Железарец. Да видиме сега на потек се фудбалерите на Се универзитет. Значи 10-та минута 1-0 за Железарец, голот на Дарко Ранготов. Тодоровски, Глигоров, Ранготов, Леовски, удар на Леовски далеку крај голот, меѓутоа ќе го забележиме како удар. Цека, Халили, Цека, Халили, Цека. Тешко излегуваат од својата половина фудбалерите на универзитет. Притисакот кој го прави Железарец е многу поголем во моментот. Ранготов, уште еднаш Ранготов, меѓутоа повтор блокиран. Леовски до Глигоров. Ранготов. Одличен ролинг и одлична интервенција на голманот Абдулаки по ударот на Леовски. Извонена интервенција на голманот од Тетово, останува 1-0. Тодоровски, меѓутоа од сево ова ништо. Останува да видиме што да судите. Корнер ќе биде тоа за екипата на Железарец. Леовски, Ранготов, Тодоровски, удар на Тодоровски, блокиран од Рамадани. Александр Глигоров чека измени во својата екипа, излегува и тој, а во игра влегуваат Крстовски, Агуши, Исмаили и Дани. Дали оваа последна ќе биде на нивото на претходната, кој успеа да постигне гол? Исмаили, Дани, Исмаили. Очигледно дека се подготвува простор за удар на некој од фудбалерите, деве го Дани. Греши Дани, кратка до Исмаили. Меѓутоа стигнува бразилецот Дани, спасува против напад, сега Агуши, удар на Агуши од гол линија, топката ја извади. Ми се чини дека тоа беше Каремани со број 10. Останува 1-0. Дани, Крстевски, Агуши, Исмаили, Агуши, Дани, Агуши, Исмаили. Се подготвува удар, меѓутоа блокирана е топката, исфрлена од состојаната половина на универзитет, а се враќаат назад Дани и Исмаили да поведат нов напад на својата екипа. Лево е Агуши, дали ќе биде проигран, така и влегува внатре во средината до Дани, Дани до Исмаили, повторно Дани, двојно проигрување со Крстовски, меѓутоа Крстовски мораше да излезе надвор. Висока е одбраната, високо е исфрлена одбраната на универзитет далеко од својот шестерец.
видиме која против игра Железарец ја има за вака поставената одбрана на гостите. Дали ќе има соло продар, соло акција. Исмаили се обиде од далечина, топката доаѓа до Дани. Дани оди сам. Крстевски до Исмаили, бара топка. Дани ја добива, меѓутоа доцна, така да ќе мора сам. Удар на Дани и повторна одлична одбрана на голманот Абдулахи. Исмаили до Данин. Долго трае овој напад на домаќините. Прекратена топка од Каремани, меѓутоа не успеа и да однесе за против напад, затоа имаме нов напад сега на фудбалерите на Железарец. Исмаили до Агуши, Агуши дали извади корнер, не е сега против напад за гостите и одлична интервенција на Антонио Петровски. Во убава шанса беше Рамадани, следено Дани, меѓутоа Дани не успеа да го запре и ако не беше одличната интервенција, велам, на голманот на Железарец, ова лесно можеше да биде израмнување. Останува 1:0, стига 14-та минута од првото полувреме. Агуши, Дани, удар на Дани крај голот, останува 1:0. Тешко се уште од овие напади на Железарец. Почеток е на полусезоната, се уште оние подготовки траја или траат, како да кажам, без оглед што првенството продолжи. Се уште се тешки нозите и ќе треба да помине известно време, едно-две кола додека не влеза Железарци во вистинска форма. Агуши. Крстевски. Агуши Дани, а додека траат овие напади се чувствува и недостатокот на Адријан Мицевски, кој настапува за Омонија на Кипар. Значи, ова пред завршувањето, по завршувањето на есенскиот дел од првенството беше ангажиран од Омонија. Неговите игри во репрезентацијата во Железарец, особено во Лигата на шампиони, во која што Железарец го освои извонредното 6-то место. Не останаа незабележани од скаутите. Најупорни беа оние од Кипар, од Омонија, го однесоа на Кипар, направен е трансфер. Значи, на почетокот договорот е до април месец, меѓутоа многу лесно може да биде пронесен доколку Омонија, која е во борба за шампионската титула, успее да биде шампион на Кипар. Значи, доколку успее Омонија да го направи тоа, да стане шампион, најверојатно нашиот фудбалер, нашиот репрезентативец ќе го продолжи договорот и ќе остане на Кипар. Во игра е повторно Зоран Левески, кој се жалеше на повреда и кој што известно време мораше да седи на клупа. Ранготов, Левски, Ранготов. Блокираше тука и не се кајти, значи Ранготов не шутираше на гол, меѓутоа топката ја блокираше со број 9 Рамадани и таа лесно можеше да го излаже голманот Абдулахи, да биде 2:0. За сега останува 1:0, вратена топка од Левески, меѓутоа почнува нов напад од сето тоа. Глигоров, Левски, Левески ја успеа да ја прифати оваа топка. Ранготов, фаулира на Готов од противничкиот фудбалер, тоа е Рамадани, не е ништо посериозно да се надеваме. Иако Ранготов се жали на повреда, сепак ќе стане се во рамките на коректноста, пружена рака и прифатена, тоа е спортот, тоа е фудбалот, сепак, нели, треба да се очекуваат и поостри стартови. Еве сега земена топка, меѓутоа не е вратена како што бараа фудбалерите на Железарец. Во истекува 16-та минута, почеток на 17-та.
Каремани е фаулиран. Не, сепак било тоа контрафаул, велат судиите, или претходно излегла топката во аут. Контрафаул, велат судиите. Напад на Железарец. Ранготов. Левески. Леовски. Одлично функционира овој тандем. Ранготов, Леовски и што промаше и сега Леовски сам на половина метар би рекол од голот. Меѓутоа не успеа да ја затресе празната мрежа. Каремани беше во борба со Левески, ја загуби битката за топка, а сега Ранготов удар, Рамадани блокираше. Леовски до Левески. Григоров ја смирува играта. Сега е тој во улога на организатор. Левовски ја прифаќа по десна страна. Ранготов бара топка и повторно крај голот. Ова е четврта веќе прилика за домашните, меѓутоа резултатот останува 1:0 со оној што го постигна Ранготов од далечина. Рамадани, Цека ја губи топката, аут ќе биде тоа за Железарец. Ќе го изведе Леовски. Ранготов. Левески. Тодоровски. Уште повеќе забрзува Иван Божович играта. Сега и Мартин Тодоровски е во игра. Цека до Рамадани. Не, сепак тоа беше Сулемани. Удар на Сулемани и корнер ќе биде тоа за екипата на Универзитет. Уште 2,5 минути до крајот на првото полувреме. Нешто помалку. Обид на Цека беше тоа да го загрози голманот Петровски од корнер. Се разбира, неуспешно. Тешко дека има простор за такво нешто. А сега убаво се слободи Григоров од Рамадани, меѓутоа шанса за Григоров и блокиран Григоров од Цека, не успеа да ја затресе мрежата на Абдулахи. Останува 1:0. Агуши, Дани, Агуши. Играта продолжува, поблиску е Петровски до Дани. Агуши премногу влезе внатре, не успеа да ја прифати оваа топка. Играта продолжува, во игра Иван Крстевски. Бараат прекашек фудбалерите на Универзитет. Наводно играл Агуши со раце, меѓутоа нема ништо од тоа. Крстевски, Тодоровски. Прекрасна реакција беше тоа на Дани, меѓутоа голманот Абдулахи извонредно одбрани веќе 5-6 негова интервенција и тој е единствениот згинавник што во ова 19-та минута резултатот е само 1:0 за екипата на Железарец. Бечири влегал во меѓувреме во игра во екипата на Универзитет. Цека. Сулеймани ја губи топката. Против напад на домашните. Дани оди сам, меѓутоа ја губи топката од Цека. Цека го минува, Дани меѓутоа застана. Нема кому да ја даде топката, сите се покриени од неговата екипа. Рамадани. Греши Рамадани. Агуши уште оди сам. Дани до Агуши ќе имали конечно удар. Не, сепак не се решаваат, одат на некоја воиграна варијанта, иако овде на спротивната страна и повторно голманот Абдулахи изводен. Петровски до средината на теренот го напушти својот гол.
би рекол и непотребно близко беше Агуши до топката, меѓутоа ајде нека се растрча и тој, и онака нема премногу работа. Аут од Цека. Уште 20 секунди до крајот на првото полувреме. Најверојатно вака и ќе заврши се во ова. Корнер ќе биде тоа за екипата на Железарец. До крајот уште 13 секунди. Се е можно по овој корнер, меѓутоа многу веројатно е дека според распоредот на фудбалерите да се очекува дека првото полувреме ќе заврши со водство на домаќинот од 1:0. Петровски и Тодоровски ќе имали време за уште еден удар, да, меѓутоа Тодоровски тоа го прави непрецизно и очекуваме секој момент судијата Тони Становски да означи крај на првото полувреме, значи по првите 20 минути Железарец води со 1:0 против Се Универзитет од Тетово.